поголема централна фискална децентрализација и финансиска стабилност на општините, формирање на комунална полиција, но и нова механизација за јавното сообраќајно и комунално предпријатие. Ова ќе бидат приоритетите на старо-новиот председател на ЗЕЛС, Ѓоргиевски, кој на денешната конститутивна седница едногласно ја доби поддршката од делегатите, заедно со неговите колеги, градоначалниците на Центар и Чаер, Герасимовски и Дризи, како подпредседатели на ЗЕЛС. Прв човек на надзорниот одбор стана градоначалникот на Прилеп, Дејан Продановски. Ќе продолжиме да функционираме заеднички и обединето, без да дозволиме политиката да се меша во овие процеси, во нашето действување, се со цел на подобрување на состојбите на општините, поголема децентрализација, особено фискална децентрализација. Ѓоргиевски најави дека ќе продолжи со политики на подобрување на инфраструктурата на општините и дека со поддршка на владата и премиерот Мицкоски во наредните години ќе се реши еден од најгорчливите проблеми кои ги тишти Скопјани, загадениот воздух. Во план е изградба на гасни централи низ метрополата со кој ќе треба конечно да се реши проблемот со затоплувањето на домовите на голем број од граѓаните во Скопје. Кога говорам еве на пример за гасна централа, ние имаме една позиција, не би открила во јавност, би оставил тоа простор со председателот на владата да го направиме и останатите кои што се вклучени во целиот процес. Тоа не е нешто што можеме преку ноќ да го направиме. Тоа ќе треба да се работи неколку години. Но дека треба да ги помрднеме работите, мораме да го направиме тоа. И дека овој народ заслужува соодветни услови во главниот град, заслужува. Ѓоргиевски е оптимист дека овој мандат ќе донесе конкретни резултати, потенцирајќи дека по 20 години локалната власт е значително созреана. Според него градоначалниците имаат јасна визија за потребните реформи и располагаат со сериозен човечки и институционален капацитет. Повеќе од половината имаат најмалку еден мандат за себе, а дели долгогодишно искуство, зашто, како што вели Ѓоргиевски, е клучно за носење одржливи одлуки. Дополнително, искуството од енергетската криза покажало дека кога општините се обединети во рамките на ЗЕЛС, можат заеднички да изнајдат решенија и успешно да се справат и со најтешките предизвици.